Полека се наближува крајот и на 2023 година, па прашање на многумина е каде за дочекот на новата година. Туристичките агенции годинава со богати понуди на најразлични дестинации, а интересот на граѓаните за патувањата низ европските дестинации е се поголем. Белград, Истанбул, Милано, Прага, Будимпешта и Париз се едни од најбараните дестинации, како и секоја година, но најчесто од помладата популација. Значи, оваа година ние како туристичка агенција имаме богата понуда која што можеме и ја нудиме на нашите сограѓани. Имаме индивидуални програми, автобуски и авионски реализации, кај младата популација како најбарени дестинации се автобуските програми за Белград, Будва, Бар и Тиват, каде што има организирано дочек на Нова година со многу познати српски пејачи. Исто така, што ова година имаме многу барања за Нова година во спа центрите во Србија. Досега, да ви кажам искрено, имавме побарувања за спа центрите во Бугарија, но оваа година се барат спа центрите во Србија. Додека пак од автобуските програми стандардно имаме дочек во Истанбул, Виена, Милано, Прага, Париз и други дестинации. Оваа година имаме повеќе барања, ама исклучиво повеќе од младата популација. Од туристичките агенции велат дека цените на аранжманите не се многу поразлични во однос на лани. Така пакетите што се нудат за 3 дена со автобус се движат од околу 90 евра во Будва и 150 евра за исто толку дена во Тиват. За 169 евра може да се дочека Нова година и во Белград. Во Атина новогодишното патување со автобус чини околу 120 евра за 4 дена. Интерес има и за соседна Бугарија, но таму дополнително се доплаќа за новогодишната вечера. Патувањето со авион секако е поскапа, па така 4-дневен аранжман во Рим чини околу 550 евра. Малдиви, Бали, Дубај и Анталија се исто така на листата на едни од најлуксузните места за дочек на новата година, во која, како што велат од туристичките агенции, веќе граѓаните ги имаат направено своите резервации.